Автоплус секогаш е присутен на најголемите автомобилски смотри, па така беше и сега. Бивме дел од 87-то издание на Салонот за автомобили во Женева. Традиционално, со оглед на фактот дека сме автомобилски новинари, до швајцарско-француската метропола патувавме со автомобил. Патувавме со Kia Sportage, кој во меѓувреме се закити со титулата Автомобил на годината во Македонија за 2017. Вистинска прилика да се запознаеме со вредностите на моделот кој ги освои гласовите на националното жири во нашата држава. Прекрасната кореанка беше повеќе од достоен наш партнер на ова патување. Како вистинска предност за кросоверот за оваа цел би ги истакнале солидните комфор и комодитет. Имаше доволно простор во внатрешност, а не можеме да не го споменеме она што по традиција се случува. Ни недостасуваше некој литар во багажниот простор. Не дека немаше место, бидејќи оние 503 литри се на вистина голема зафатнина, но ако се земе опремата која ја носиме, па и сите оние елементи за безпрекорно работење на саемските денови, па малку гардероба, рака на срце секогаш фали уште малку волумен на багажникот, но без забелешки за седење во внатрешноста, доволно место за секој патник. Најголем плюс секако за комодитетот е фактот што оние 4400 километри кои ги минавме на релација Скопје-Женева-Скопје и покрај кросоверските вредности ги реализиравме без посебен замор. Втор важен елемент секако е потрошувачката која се движеше околу 7,6 литри на 100 изминати километри. Од дизелскиот агрегат од 1,7 литри со 115 конски сили не баравме максимум, но секако треба да се земе во предвид фактот дека бевме доволно товарени со зимски гуми, а и тоа што 80% од патот беше на водена подлога и под дожд. Највисоки оценки за навигацијата, мощна, прецизна и секогаш со навремени информации, што на вакви патувања посебно користи, а ретко се добива. Тргнавме со многу енигми од Скопје, но најважната од нив беше дали ќе се финализира сделката на годината, Peugeot да го преземе Opel од досегашниот доминантен собственик General Motors. Информацијата за успешниот трансфер на германскиот гигант во рацете на францускиот ја добивме уште на пат кон Женева и тоа да биде уште поинтересно во Германија. Ова беше и остана топ тема и за време на новинарските денови на ова издание на Женевскиот автомобилски салон и некако во сенка ги фрли сите збиднувања, па и она дека моделот на Peugeot, новиот 3008, ја доби титулата Автомобил на годината за 2017 во Европа. Peugeot 3008 успеа да собере вкупно 319, а на второто место остана новата Alfa Romeo Giulia со 296 поени. Што се однесува до Салонот за автомобили во Женева, несомнено е една од највредните манифестации од ваков карактер, специфична по многу нешта. Дел од оној салонски светски крем, многу новитети, концепти и прототипи, посебен раскош, гламур и престиж. Меѓу највредните работи секако е што ова е единствен саем што се одржува на неутрален терен. Се мисли земја каде нема производител на возила, а воедно ова е првиот салон во календарот на ваквите саемски манифестации на стариот континент. Посебен белег на настанот му дава фактот што свое присуство пријавија буквално сите производители кои значат нешто во автомобилската сфера и ги нема оние откажувања кои беа специфични за сличните светски смотри како Детройт, Париз, Франкфурт. На брегот на Женевското езеро, во 10-те хали на Пала Експо, конгресниот центар, со 77.323 квадратни метри внатрешен и плюс над 30.000 отворен простор во спектарот на бои од рефлекторите, годинава се најдоа близу 1000 експонати од 250 изложувачи од 30 земји. Дека ова е еден од највлијателните автомобилски салони во светот, потврдува и фактот дека годинава имаше дури 148 премиери, што светски, што континентални.
Мошно е интересно, поголем дел од нив не се само визија за иднината, туку модели кои веќе утре ќе ги видиме на патиштата. Не компилации, варијации на тема, туку сосема нови модели со нови технологии кои едноставно ги очекуваат првите предизвици. Увозникот за BMW во Македонија и Косово, компанијата МКАР, ја представи седмата генерација на најпродаваната бизнис лимузина во својот сегмент. Најновото поколение на BMW 5 ги има сите потребни атрибути да ја продолжи успешната приказна која ја испишаа неговите предходници. Досега се продадени 7,6 милиони BMW серија 5 автомобили од првите 6 генерации, а само предходната F10 е пласирана во импресивни 2,4 милиони, со што значително се одвојува од своите најголеми конкуренти. За да ни ја доловат приказната долга веќе 3 децении, домакините се потрудиле во салонот да паркираат по еден представник од секое поколение, што секако остави посебен печат на презентацијата. Новиот BMW серија 5 уште повеќе го нагласува чувството на луксус и е најпрогресивниот премиум спортски бизнис седан. Токму затоа го нарекуваат вистински бизнис атлет. BMW серија 5 има импресивна аеродинамика со коефициент на отпор на воздухот само 0,22, прецизен дизајн се до најмали детали, кои придонесуваат за динамичен изглед и спортски дух до совршенство. Во него се вградени иновативни дигитални можности кои го чинат автомобилот мобилна канцеларија од висока класа. Автомобилот располага со персонализирани содржини за динамична интеракција преку екран на допир, гласовен асистент и сензор за препознавање на движењата. Во однос на неговиот предходник, автомобилот има намалена потрошувачка од 12%, фасцинантна мок на моторот и намалена телесна тежина до 100 кг, ултимативно атлетско движење што овозможува подобрено управување и уште поголема агилност на патиштата. Новиот BMW серија 5 веќе од февруари 2017 е во продажба низ светот, а сега и во Македонија. Достапни се моделите BMW 530i и BMW 540i со нови бензински, BMW 520D и BMW 530D со модифицирани дизел мотори како и 530E, M550i, кој ги карактеризира исклучително ниска емисија на CO2 и врвни перформанси. General Tire ја продолжува својата производна офанзива со представувањето на два нови видови SUV пневматици во светот, а преку својата подружница Мотоцентар, тие веќе се во понуда и кај нас. Новина се пневматиците Grabber X3 и Grabber AT3 за коловозно и теренско возење. Двата нови пневматика на американскиот производител на гуми, кои се дел од широката палета на гигантот, беа представени на посебна манифестација организирана за оваа цел во винаријата Камник крај Скопје. Како што напомена на почетокот на представувањето првиот човек на Мотоцентар, Горан Гроздановски, овие врвни пневматици очекуваат да најдат на извонреден прием кај македонските купувачи, бидејќи навистина станува збор за мощни квалитетни гуми. За нивото на вредностите на новите пневматици, технолошките и технички решенија, понудата на пазарот, димензиите на присутните им се обрати Матијас Барц, бизнис развоен менаџер во филијалата на компанијата во Хановер. И двата модели имаат робусни карактеристики и голема зафатнина што ги прави повеќе од погодни за нивната намена. Инженерите за развој во компанијата General Tire на пневматиците Grabber X3 им дадоа сооднос помеѓу коловозно и теренско возење од 20:80%, додека на пневматиците Grabber AT3 соодносот е 50:50. Со овие два нови вида пневматици General Tire, брендот со богата традиција и американско наследство, нуди нови решенија во своето поле на експертиза, сенаменски пневматици за ентузијасти за теренско
теранско возење, како и за професионалци во сферата на градежништвото, земјоделството и шумарството кои очекуваат максимална мобилност дури и при најтешки услови на патот. Грабер X3 пневматиците ќе бидат достапни во 19 димензии за филни од 15 до 19 инчи, додека новите Грабер AT3 пневматици ќе бидат достапни во 64 големини за тркала од 15 до 20 инчи. Во понудата на Porsche Македонија се два нови прекрасни модели од чешкиот производител, со што и официјално започна продажбата на новиот Шкода Кодиак и обновената Octavia. Вреди да се напомене дека теренецот ги нуди сите предности на брендот: добро обмислена функционалност, супериорен внатрешен простор и одлична вредност за парите. Најголем багажник во однос на конкуренцијата и опционален трет ред на седишта, кои го прават новиот SUV идеален придружник кој ги задоволува секојдневните барања. Тој е супериорен и кога станува збор за системите за помош на возачот, информативно-забавниот систем и поврзувањето. Моделот докажува дека Шкода има многу иновативни решенија, нудејќи технологија својствена за повисоката класа на возила. Затоа, Кодиак е на врвот во својот сегмент. Теренецот е погоден за бизнис патувања, но и за семени дружења во слободното време. Тој со леснотија вози надвор од патот. Моделот достапен е во 14 бои, 4 стандардни и 10 металик. Опремата варира во зависност од трите нивоа на опременост: Active, Ambition и Style. Шкода Кодиак се базира на MQB платформата, а лесната конструкција игра важна улога. Во понуда се 5 мотори, 2 дизел TDI и 3 бензински TSI мотори, со капацитет од 1,4 до 2 литри, со мокност од 125 конски сили до 190 конски сили. Сите мотори имаат стоп-старт систем со функција за обновување на енергијата при сопирање. Во зависност од моторот има повеќе различни менувачи, мануелни или DSG. Octavia ги комбинира исто така типичните предности на брендот. Обновената верзија нуди повеќе системи за безбедност и поголем комфор, со што ја засилува својата одлична позиција во сегментот. Од новините ги издвојуваме предните светла со кристален изглед, динамичен и емотивен севкупен впечаток. Покрај видливиот дел кај новата Octavia, вградени се нови висококвалитетни материјали, како и широк спектар на мотори: 4 TSI бензински и 4 TDI дизел мотори. Тука се 5 нови системи за помош на возачот со кои се зголемува удобноста и безбедноста, нов забавно информативен систем, Шкода Connect, интернет услуги, забава, удобност и помош, како и неизбежните Simply Clever решенија за секојдневна практичност. Да не биде премногу фалење, ама одавна не сме биле сведоци на толку нови работи во светот на автомобилизмот. Ова е една од стратегиите на светските компании кои сметаат дека со лансирањето на нови работи во континуитет го задржуваат вниманието на клиентите на себе, што е и најважен сегмент во нивното работење. Многу иновации, несекојдневни решенија, врвни технологии, неверојатно, многу повеќе да речеме во споредба со Детройт пред само неколку месеци. Но да тргнеме по ред. Предност му даваме секако на концернот број 1 во светот со најголем број продадени возила, што особено беше апострофирано на пресконференциите на секој бренд посебно, кој пак го детализираа своето учество во овој голем успех. Volkswagen официјално ги презентираше новиот модел Arteon, односно наследникот на досега добро познатиот CC. Дизајнот на екстериерот е инспириран од студијата Sport Coupe Concept GTE од пред 2 години, додека внатрешноста има повисок луксус за да добро се разликува од Passat.
Исто така може да се види и поголемото меѓуоскино растојание кое сигурно придомнало за повеќе простор во задниот ред седишта. Новиот автомобил е направен на MQB платформата на Volkswagen, а некои информации велат дека во иднина на истата платформа ќе се понуди и shooting brake верзијата од моделот. Кога станува збор за палетата на агрегати, на почетокот се најавени 3 бензински и исто толку верзии на дизелски мотори. Вистинска бура предизвика јубилејниот 70 години були, со која одбележана историјата на најпосакуваниот транспортер на планетава, потоа Volkswagen Tiguan Allspace, кој имаше европско деби и секако потполно автономниот концепт со име Cedric. Се работи за возило со највисоко ниво на автономија, при што за неговото настанување се заслужни Volkswagen Group Future Center во Постдам и Volkswagen Group Research од Wolfsburg. Cedric е во потполност електрично 100% поврзано и потполно автономно возило кое може самостојно да ги изврши сите задачи при возењето без потреба од возач. Звезда во Женева од Ауди беше набилданата RS5, која под хаубата има вграден новоразвиен 2,9 V6 битурбомотор со 450 конски сили и 600 Нм. До 100 забрзува за 3,9 секунди, а максималната брзина е 280 км на час. Новиот RS5 во споредба со стариот модел изгуби на тежина, па така сега има вкупно 1655 кг или 60 кг помалку од својот претходник. За ова помага и опционалниот покрив од јаглеродни влакна. Едноставно не е можно да не се забележат поголемите отвори за воздух, пошироката решетка и зголемените лакови на тркалата. Останатите визуелни помагала се специфичниот дифузер како и овалните издувни цевки. Концептот на Ауди, кој веќе беше виден на салонот во Детройт Q8, во Женева пристигна со хибриден погон и со ознаката RS. Q8 го предвижуваат два мотори, еден бензински од 3 литри V6 мотор со 2 турбополначи и 444 конски сили во спрега со електромотор од 27 киловати, што дава вкупна моќност од 470 конски сили и 700 Нм вртажен момент. Електричниот мотор се користи за стартување на бензинскиот мотор, потоа за генераторот при сопирање и се разбира како независна моторна единица. Овој хибриден мотор е врзан со 8 брзински автоматски менувач. Во внатрешноста Ауди ја искористил целата модерна технологија која е на располагање. Porsche го понуди новото засилување во семејството на Panamera, комби верзијата Sport Turismo, која е долга 5049 мм, што придонело дизајнерите на Porsche да ја развијат првата во историјата на марката изведба со 3 позиции на вториот ред седишта. Караванската Panamera Sport Turismo е првиот автомобил со исклучителна сериозност кон товарниот капацитет. Багажникот на возилото при стандардна конфигурација на седиштата е за 50 литри поголем од оној кај лимузинската верзија на моделот. Со преклопување на задниот ред седишта, слободниот волумен достигнува 1390 литри. Porsche го представи и освежениот GT3. Првиот новитет е целосно нов, атмосферски 4-литарски боксер со 6 цилиндри кој испорачува 500 конски сили и 460 Нм вртажен момент. Новината тежи 1430 кг со 5 менувач и вака опремен забрзува до 100 км на час за 3,2 секунди, а максималната брзина е 317 км на час. Сепак, можеби најважниот новитет е враќањето на 6 брзински мануелен менувач со кој забрзувањето до 100 трае 0,1 секунда подолго, но и максималната брзина изнесува 318 км на час. Welcome to Geneva, welcome Autoplus here to Geneva. Very happy to be with you here today and talk a little bit about our new products and the future of Porsche. We just introduced the new Panamera Sport Turismo, which you see here behind me. It's a very unique car as it is completely new in the D segment, and it's the first car which is actually a Sport Turismo car in this segment. So you have a very high usability of the car, you have a lot of extra luggage space,
And it's actually a car which we launched for a little bit younger target group, which are very active, which are very sporty, and which need some additional space. Also in this car, in regards to the old or the Panamera, which we showed as a saloon, we have now the option to place 5 people. So it's a 4+1 seater. You get 3 people on the rear bench. This is one of the big news here in Geneva. Another big new car which we launched here is a new Panamera Turbo SE Hybrid, which is the fastest saloon in its segment. It's a car with 680 horsepower, and it accelerates actually from 0 to 100 in 3.4 seconds. So a quite impressive car, very special hybrid combination, which is not hybrid only to save fuel, but is hybrid also very performance orientated. So it is a unique and very sporty car, and it's fitting very good to Porsche. Other than that, you see a lot of other cars out of our model line here, the Cayenne, the Macan cars, which are very successful also in Macedonia and the Macedonian market. For sure, Macedonia was developed over the last years, and we are very positive, and we look very optimistic in the future that with our model range, also Macedonian customers will stay with the brand, and we maybe even buy more cars in Skopje in our new facility. Actually, I don't think that it is really necessary to have a sub-brand, because hybrid is an integral part of our company. If you look, for instance, at the 918 Spider, the fastest car on the Nürburgring Nordschleife, it is a hybrid car, and a hybrid car which fits perfectly for Porsche. We don't need a sub-brand for that. It is genuine Porsche. So hybrid is for us a very important topic. And also we announced that we will have till the end of the decade a battery vehicle, so a fully battery powered car, which we will launch till 2020 at the latest. Шпанската марка Seat официјално ја представи новата 5-та генерација на субкомпактниот хетчбек Ibiza. Автомобилот доби дизајн во стилот на Leon, како и на првиот кросовер на брендот Ateca, но ги задржа димензиите на својот претходник. Должината на новата Ibiza е за 2 мм помала од досега, но пак растојанието помеѓу двете оски се зголеми за 95 мм и веќе достигнува 2564 мм. Ова е постигнато со помош на новата платформа MQB A0, на која ќе биде изградено и следното поколение на Volkswagen Polo. Крајниот резултат се повеќе спортски пропорции, подобрена отпорност и управливост, како и повеќе внатрешен простор. Поголем е и багажникот, кој наместо претходните 292 веќе вклопува 355 литри. Основната верзија на моделот доби 1.0 литарски турбомотор со 3 цилиндри, кој развива 95 конски сили. Истиот агрегат доаѓа во изведба со 115 конски сили, како и со 90 конски сили, при што освен бензин може да работи и на природен газ. Палетата од дизели се состои од 3 варијанти, на 1,6 литарскиот TDI со моќност 80, 95 и 110 конски сили. Менувачите се со 5 и 6 брзини, мануелни и 7 степен роботизиран DSG. Новиот Seat Ibiza ќе се нуди само со 5 врати, а се предвидуваат 4 нивоа на опременост: Reference, Style, FR и Excellence. Најспортската варијанта RF ќе се разликува по агресивниот дизајн и спортски поставки на суспензијата. Шкода ја представи најновата варијанта на нивниот нов Кодиак, наречена Sportline, која нуди нови стилски подобрувања поради кои одскокнува од останатите стандардни верзии од овој SUV модел.
Предната решетка, шините на покривот, ретровизорите и рабовите на страничните прозорци се со црн финиш, додека задниот прозорец, како и прозорците кај патниците се затемнети. Како стандардна понуда доаѓаат 19-инчни алуминиумски филни, а како дополнителна опција ќе се нудат и поголеми 20-инчни. Во внатрешноста тапацирот со алкантара штоф ќе биде стандарден, како и кожниот управувач и алуминиумските педали. Спортскиот стил на кокпитот продолжува и на дисплеот, на кој има G-Force мерач. Изборот на мотори го дели со неодамна представениот модел Kodiaq Scout, 1,4 литарски од 150 конски сили, 2.0 верзија од 180 конски сили бензински, како и 2-литарски TDI дизел мотори од 150 и 190 конски сили. Стандардна опција ќе биде погонот на сите тркала. Вистинско освежување добија малиот Citigo како и серијата Rapid, а големо внимание кај посетителите предизвика најмокната Octavia со додатокот VRS 245. Најсоодветниот одговор за Volkswagen пристигна од Opel. Најважната вест за германскиот производител во Женева е што преминува во рацете на Peugeot, но тоа ни најмалку не пречеше молњата да има извонреден настап, представувајќи повеќе новитети и врвни технологии. Целосно новата генерација на моделот Insignia ја одбележа светската премиера. Официјално дебитира во две верзии: Insignia Grand Sport и Insignia Sports Tourer, со нов и елегантно динамичен дизајн, со лидерски индикатори во однос на аеродинамиката CD 0,26. Возилото е за цели 175 кг полесно од својот претходник. Исто така и со речиси 3 см понизок, а со 11 мм поширок. Дел од главните моменти кај Insignia Grand Sport се новиот систем за погон на 4 тркала и 8-степената роботизирана трансмисија. Потоа новата генерација на иновативните IntelliLux Matrix LED светла со 32 одделни диоди, IntelliLink информативен систем, адаптивна суспензија FlexRide, луксузни AGR ергономски седишта, како и проширената понуда на OnStar системот. Новата Insignia Sports Tourer исто така доаѓа со целосно изменет дизајн на екстериерот и интериерот, зајакната со цели 100 литри товарен простор, можност за нарачка на верзии со систем за погон на сите 4 тркала, како и богат сет систем за активна и пасивна безбедност. Германците се горди на новата Opel ексклузив програма, која ќе им овозможи на купувачите да ја персонализираат својата Insignia со уникатна боја. Деби и за кросоверот Crossland X. Моделот пристигнува на местото на ванот Meriva и е прв модел што Opel го представува како резултат од соработката со францускиот PSA. Освен базата која Crossland X ја дели со идната генерација на Peugeot 2008, многу поединости има и во моторите. Трицилиндарските бензинци потекнуваат од актуелната понуда на француската марка, а врв во бензинската понуда е 1,2 турбо во верзија со 130 конски сили. Дизелите исто така потекнуваат од кујната на PSA. На располагање стојат 1,6 дизел со 99 конски сили и 120 конски сили и 300 ньютон метри. Ознаката CDTI повеќе не се користи, исто како и ознаката EcoFlex за најштедливите изведби. Место тоа следува веројатно Turbo D, односно EcoTech. Со пазарното лансирање на целосно новата генерација на петата серија, BMW на салонот ја лансира првата страница од продолжението на исклучително успешниот модел. Баварците направија два нови чекори. Едниот е верзијата Караван, односно серија 5 Touring, додека другиот се предлозите за доработка со додатоци на BMW M Performance. Новата генерација на BMW 5 Touring, што ќе биде лансирана на пазарот во јуни оваа година, ќе се нуди со избор меѓу 4 мотори од актуелната генерација, како и со интелигентниот систем за погон на 4 тркала BMW X-Drive, каде ќе може да се комбинираат само два агрегати. За новата Караван верзија од BMW исто така ветуваат можност за оптимизирање на суспензијата и соперачките. За разлика од седанот, оваа верзија ќе има неколку дополнителни варијанти на филни, аеродинамички елементи, можност за прилагодување на надворешноста и друго. Благодарение на додатно
компактните елементи од портфолиото на BMW M Performance, петката ќе застане на пазарот и со сериозни можности за персонализација и дополнителна оптимизација на достапната база. При појавата на пазарот за BMW 540 и X-Drive Touring ќе биде достапен пакет BMW Power and Sound Kit, кој гарантира зголемување на максималната моќност на моторот до 360 конски сили со максимален вртежен момент од 500 Нм. Централно место во Женева зазеде прототипот под името Mercedes AMG GT Concept, чија сериска верзија на пазарот ќе се појави следната година како конкурент на Porsche Panamera. Ова е прв патен модел на брендот која добило знаката Eco Power Plus. Така во иднина ќе се викаат сите спортски хибридни модификации во палетата на Mercedes AMG. Прототипот со 4 врати е изграден на модернизираната шасија MRA, која што се користи за моделите C и E класа. Автомобилот со должина од 5 метри има агрегат кој развива 805 конски сили. Во него влегуваат 4 литарски бензински V8 битурбо мотор кој се наоѓа на задната оска, електричен мотор и комплет супер мокни и лесни батерии. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае помалку од 3 секунди. Возилото е опремено со систем за обновување на енергијата при сопирање која се користи и кај болидите во Формула 1. Поголемиот дел од елементите на каросеријата, вклучувајќи ги дифузерот, каросеријата и праговите, а исто така и кровот и предните крила, се направени од карбон. Посебно внимание предизвика Mercedes Maybach G650 ландауlet кој ќе има лимитирано производство од 99 примероци. Екстремите доаѓаат од AMG Biturbo 6-литарскиот V12 мотор со 630 конски сили и 1000 Нм. Опремен е со редуктор и диференцијали кои 100% се блокираат, а за клиренсот од 45 см дел од заслуга имаат и мамутските 325 55 R22 пневматици. Задните седишта, оние над кои и платнениот покрив, се исти како и во S класата. Своје деби има Mercedes E-класа кабриолет и E63 Formatic Estate. Со новините на Синиот овал имавме посебна чест да се запознаеме во предвечерието на отворањето на вратите на Палеспо, на традиционалната средба во хотелот Президент Вилсон на брегот на Женевското езеро. Секако дека звезда на салонското издание е новата генерација на еден од најуспешните модели на Ford, субкомпактната Fiesta, а најголеми воздишки предизвика нејзината набилдана верзија ST. Најинтересна карактеристика на компактниот спортист е неговото ново срце, кое веќе е трицилиндарско турбо со максимална моќност од 200 конски сили. Новата Ford Fiesta ST, чиј максимален вртежен момент на моторот е 290 Нм, ветува можност за забрзување од 0 до 100 км на час за 6,7 секунди, а самиот автомобил ќе биде опремен за прв пат со функција Drive Modes, која нуди 3 режими на управување: нормал, спорт и трак, прилагодувањата на моторот и стабилизирачката програма. Системот е комбиниран со EC аудио модул и активно регулирање на звукот преку издувниот систем, за да се постигне уште поголемо задоволство од управувањето. Покрај Fiesta ST на штандот се најде и примерок од лимитираната серија 66 Heritage Edition од Ford GT, изработена во чест на победата на 24 часа Леман во 1966 година. Серијата поседува ексклузивен лак Shadow Black, достапен по металик или мат изведба, како и задолжителни сребрени ленти и стартен број 2 на вратите и предната хауба. At the 2017 Geneva Motor Show in front of the new Ford Fiesta ST. And what makes the Ford Fiesta ST very special is its history of Ford performance. And Ford's been able to really bring a very performance-oriented mindset to the cars that we produce. We've democratized performance for many customers, so it means it's very attainable to buy and own a performance vehicle such as this new Fiesta
testament to how customers appreciate Fiesta today. So in the redesign of the new Fiesta here, we wanted to kind of evolve that design of the exterior, keep some of the characteristics that people love about today's Fiesta, bring it into a new modern design vocabulary, something a bit more sophisticated, a bit more premium looking. And as we moved to the interior, we did a much more revolutionary change on the interior to really upgrade the interior craftsmanship, eliminate a lot of parting lines on the interior, bring in a whole new level of materials and detailing. So if you look on the instrument panel, you see a lovely detailing on the instrument panel, and there's decorative elements. So we've got a couple different decorative elements on the different trim levels on Fiesta. So a much more revolutionary aspect to the interior that customers are really going to appreciate. And then moving specifically to the ST here, we have a bespoke front fascia, and by that I mean the plastic element of the front fascia is specific to the ST model. The